она што следува во продолжение. Е првиот разговор на нашата Сузана Турунџиева. Веќе се сместени во десниот агол од студиото. Сузана и незината гостинка. Суза, добро утро. Добро утро, Миринче. Како си ова топло утро? Секогаш добро кога имаме добар гостин и добра тема. Ете така. Ова утро заедно со тебе е Билјана Анастасовска од Уметност на живење. Ке разговарате на вистина интересна тема, тајните на пулсовата диагностика и аюрведската медицина. Ке може ли сосема накусо да ни објасните што е тоа аюрведска медицина? И веднаш потоа ќе ве оставам да си разговарате со Сузе. Денес ќе говориме за аюрведа. Аюрведа, самиот збор на санскрит значи аюр, наука или знаење, а веда е живот. Значи наука за животот. Тоа е една многу стара, древна наука, веќе постара од 5000 години, која всушност се базира на вистината, заснована на рамнотежата на нашето тело, односно на телото, умот, духот и пространството околу нас, околината. Да. Интересна тема, ќе ве следам со внимание. Повелете. Благодарам многу. Официјално добре дојде и од мене. Благодарам. Биби, гледачите веќе знаат дека неретко отвараме теми кои што алтернативната медицина ја третираат, не дека ние не веруваме во класичната, ниту пак ја негираме. Да, сите ние се подпираме, сите ние веруваме и даваме поддршка на класичната медицина, но во ова современо време на живење, сите ние бараме некоја информација плюс, следејќи ги насоките што во светот и тоа како се практикуваат. Так. Аюрведата, како што спомена ти, е вистината за нас, вистината во нас, ама и природата во нас, нели? Так. По оној принцип на слично со слично, да, лекуваме. Деновиве во Скопје, поточно во Уметност на живење, центарот во Македонија, доаѓа еден многу познат аюрведски доктор, кој што на многу луѓе може да им помогне за само некоја минута по пат на пулсова диагностика да откријат што не им е во функција во нивното тело и што можат да поправат. Колку долго пракса имаме во оваа насока во аюрведската медицина? Во аюрведската медицина, односно во тој принцип како што го нарече пулсова диагностика, ние го викаме уште читање на пулсот или на санскрит се вика нади вигја. Читањето на пулсот се точно неколку минути, само се поставуваат, докторот ги поставува прстите на едната рака, може некогаш и независно. И врз основа на читањето на пулсот, значи ја добива комплетно психофизичката конституција на личноста, односно може да го одреди балансот на дошите или небалансот на дошите. Што значи тоа? Доша е телесна конституција. Телесната конституција, како ти што рече, бидејќи сме ние како природата, така и ние, значи сето оно што го содржи природата сме и ние. Тоа се 5 елементи: вода, воздух, земја, оган и етер или пространство. Значи сите тие елементи што ги имаме во природата, ги имаме и во нас. Тие доши се всушност кој од овие елементи доминира во нашата телесна конституција. Постојат 3 типови на доша. Тоа е вата доша. Ватата доша доминираат воздухот и етерот. И сега кога ќе речеме некој дека е вата доша, кога прво ќе ги замислиме овие два елементи, знаеме дека тие се лесни, распространети, широки, лесно менуваат, движат во просторот. Такви се и луѓето. Во главном тоа се луѓе кои што се тенки, високи, со така долги коски, не се тромави. Но исто така емоциите и умот им е таков. Големо влијание има на дворешноста. Лесно менуваат, се ги погодуваат, често менуваат расположение. И сега врз основа на таа доша и на тие елементи многу често ние доаѓаме во тој некој баланс или дисбаланс кој што може понатаму ќе објасниме да се среди и со исхрана. Втората доша се вика пита доша. Питата доша доминира елементот оган и вода. Сега ќе речеме оганот и водата се нели контра според тоа, меѓутоа тоа се два јаки елементи кои што
одаваат конституција на луѓе кои што имаат повеќе, да речеме, спортска природа, така, спортски изглед, цврсти коски, цврсти мускули, многу динамични личности, страствени личности, ентузијасти, не често така лидери покажуваат лидерски способности, мултитаскинг луѓе, значи луѓе полни енергија. Но исто така тоа зборуваме како би изгледало правилно, но овие исто доши може да дојдат во дисбаланс. И третата доша е кафа доша. Кафата доша содржи во себе земја и вода. Земјата и водата се како елементи тешки и едноставно тој тип на луѓе се најчесто луѓе кои што се малку посмирен карактер, така, полежерно, посмирено, меѓутоа исто така многу лесно креват килажа, малку се да речеме и подебели, но можеме да кажеме во оваа категорија спајаат најдобрите луѓе на светот. Да, така. Колку убаво го опиша ова. Верувам дека и ние овде во студиото и колегите во режија, можеби и вие во вашите домови кои што не следите, си се пронајдовте во некоја од дошите и ова е многу интересно за разговор, за размена на информации. Верувам дека има многу заинтересирани за овој викенд луѓе кои што сакаат да дојдат да поразговараат со докторот и да направат еден преглед. Дали имаме се уште слободни термини? Мислам дека може би да се најде уште некој слободен термин, така да слободно секој кој што е заинтересиран за ваквиот тип на диагностика, затоа што оваа диагностика, морам да напомнам, е таков тип што може да се воспостави рана диагностика на многу состојби кои што можеби нашата медицинска апаратура се уште не може да ги установи. Затоа што не се третира само телото, физичките проблеми во телото, туку комплетно, реков, психофизичката, значи тука спаѓаат и емоциите, спаѓаат чувството, човекот, значи сето она што го опфаќа и умот, и телото, и духот, се диагностицира. Ете така. Јас се сеќавам кога прв пат пред 4 или пред 5 години во старите простории на уметност на живење дојдов на еден ваков преглед и докторот ми направи и мене пулсова диагностика за само 2 минути држење на пулсот со двата прста. Она што го напиша во извештајот, во прегледот кој што го направи, значи се регуларно добивате извештај, добивате она што докторот ви го кажува, на англиски беше конверзацијата, буквално како да живеел блиску до мене и како да ми ја знаел и мојата емотивна и мојата целосна ситуација во животот и она каде јас чувствувам одредени слабости. Секоја чест на вистина за овие древни принципи во кои што луѓето во минатото веројатно биле единствен начин на кој што се лекувале. Денеска сите ние имаме свој матичен лекар, сите имаме место каде што се лекуваме или пак умилена аптека каде што ги купуваме лековите кога нешто ќе зашкрипи, наместо прво да побараме помош од својот доктор, ние одиме прво во аптека мислејќи дека оној кој што е од другата страна на пултот ќе ни даде некој илјач и ќе ни помогне да разрешиме одредена ситуација. За жал правиме грешки, понекогаш и Google го прашуваме што ни е, бидејќи тој мора се да знае. Но колку од македонската, еве да кажам, јавност или од македонските граѓани кои што знаат за уметност на живење, членуваат, бидејќи уметност на живење е организација која постои 2 децении и во нашава земја и низ светот делува насекаде и знаат луѓето дека тој аюрведски доктор доаѓа еднаш во 2 месеци сигурно во Скопје, во центарот. Колку си доаѓаат на редовни прегледи и колку споделуваат нешто што помеѓу 2 прегледи им се подобрило, им се отстранило, веќе не постои како пречка? Верувајте дека мислам дека нема еден кој што ќе рече дека има сите пријатно искуство и дури велат вау, како да знаев порано да дојдев, значи на многу безболен начин со можеби само со средување на храната и суплементи, евентуално нели секогаш се предлага да се практикува и вежби, посебно јога, техники на дишење, животот инстантно се подобрува. Затоа што во текот на прегледот, покрај пулсовата, читањето на пулсот, докторот ќе ви каже
Например, вие вашата конституција спаѓа во тој тип на доша. Да споменам дека ние не сме конкретно само една доша. Најчесто сме комбинација од две. Значи можеме да бидеме пита вата, па вата пита, повеќе да доминира, може да пита кафа, кафа пита и така натаму. Значи комбинацијата на овие доши ни одредуваат и телесната состојба, но и нашиот карактер. Сега, значи зборуваме храна. Пред малку во текот на вестите спомна вашата колешка дека треба да се јаде. Сега доминира елементот оган во пространството, во природата. Елементот оган е тој кој што знаеме, шири топлина, меѓутоа исто така знае да не исцрпи, да не дехидрира. Затоа е потребно сега во овие денови, кога е навистина елементот оган највисоко застапен, да се пијат течности, особено вода, со цитрусни овошја, лесни салати, чорби, меѓутоа точно не толку топла храна, да се избегнува сето она што го потикнува огнот и во желудникот, поготово љутата храна, некои други тешки храни и исто така киселоста на желудникот. А киселоста на желудникот или киселоста на телото, тука спаѓаат месото, месните производи, па и дел од млечните производи. Значи, сето ова да се обидеме на минимум кога е овој елемент во доминација. И она што се сеќавам, кое што ми го напомена тогаш ајурведскиот доктор мене, беше дека вечерата не смее да биде подоцна од 18 часот. Најдоцна вечерата да се послужи и да се земе помеѓу 17:30 и 18 часот, додека ручекот меѓу 12 и 13 часот да се земе, се разбира и појадокот. Тоа се нешта кои ние никогаш не ги правиме. Ние секогаш грешиме во начинот на исхрана и верувам дека многумина кои што навистина се подготвени да направат големи промени во начинот на живење, во своето физичко здравје, дека ќе применат нешто. Посакувам да ги охрабриме сите оние кои што може би размислувале, може би немале доволно информации за пулсовата диагностика, може би долго време чувствуваат некакви промени и сакаат да отстранат нешто, да се охрабрат и да ве комуницираат. Како да ве најдат? Нашиот центар се наоѓа во Дебармало, на улица Алберт Ајнштајн, број 9. Слободно само може да не најдат преку уметност на живење или Ајурведа Македонија. Таму се сите наши контакти. И на Фејсбук, и на Инстаграм и веб страна, така да можат слободно да не најдат. Сите податоци околу сето тоа се содржани во тие. Слободно може лично и вам да ме контактираат. Да. Така да, исто така сакав да споменам дека овие интересно е дошите, например, во кои што ние спаѓаме, зборуваме за исхраната. Например, вата дошата многу е важен доручекот. Многу е важно, например, која доша кога треба. Битно е наутро да доручкува, но додека пита дошата, например, која што е оган и вода, може нејзиното јадење да почне на таа доша покасно, негде 11-12, тој е најважниот дел на јадење. Зависно од твојата душа, да. Така. И точно, дека храната, рековме дека е најдобро да се јаде докај 15-16 часот. После тоа, единствено само вода, може некој чај, ништо повеќе не треба да се пие до следниот ден. Денеска знаеме сите дека е многу популарен оној intermittent fasting, значи, или она што го кажуваат гладување од, 8-16, па иде, 10, па... сега тренд, 10-14 и така. Да, тренд колку е тоа оправдано? Оправдано е бидејќи тоа е засновано врз основа на овие сите стари испитувања и науки кои што ги стварно човекот го држеле во вистинско здравје и во вистинска конекција со природата. Затоа што, како рековме, тоа што е надвор, тоа сме и ние. Значи, само треба да си го слушаме телото. Нечесто велибе, слушај се себе си, не сме сите ние под калап направени и шема нема. Иако можеме да бидеме во иста доша, со слична конституција, можеме да имаме иста килажа и се, меѓутоа потполно сме различни.
може вашето тело е повеќе, помалку хидрирано во однос на моето, може би недостасува. И на секој не му е потребно иста количина на вода. Да, често пати се среќаваме со едни бројни напомени дека 3 литри минимум во денот вода да се пие и на тоа нутриционистите и тоа како напоменуваат, особено колку повеќе нутриционисти имаме низ деценијава наназад, толку погласно се напоменува таа водата. Но една од фактите е дека на секое тело или на секоја доша не му е потребно иста количина на вода, така нели? Секако, например, не можеме сега ние да речеме дека 5 литри вода мораме да испием и дека јас во текот на денот со сила треба тие 5 литри да ги испием. Затоа што водата не само што ја примаме преку напиток, значи користим, рековме, овошје во текот на летото, користиме салати, користиме течни јадења кои што исто така содржат вода, но и самото тело. Например, човек кој што конзумира повеќе кафе, кој што јаде повеќе солено, тој побрзо дехидрира. Или користи алкохол, и тие повеќе дехидрираат во однос на оние другите кои што не јадат сладко, не јадат многу солено, не пијат многу кафе, не им е потребно многу вода. И затоа велиме, значи, репер, годините, килажата и сето тоа дека и во одреден период мора сите толку да пиеме, не. Значи, индивидуално. Токму и заради тоа е пожелно и препорачливо секој еден кој што сака да се запознае со тајните на оваа пулсова дијагностика, со ајурведата, да се пријави, да ве искомуницира и да искористи можеби уште некој слободен термин се уште има, па овој викенд да си направите на пулсова дијагностика и да видите до каде сте со балансот или како функционираат вашите доши. Така, јас би напомнала дека ако сакат нешто повеќе да дознаат, ние имаме едно информативно бесплатно предавање, ќе се одржи во петок во 20 часот во нашите простори, така да директно докторот ќе ги води, тој е доктор Реков Шриџип Ајапат, кој што ќе дојде и директно ќе ги води сите овие на прашања, ќе одговара луѓе кои што ги интересира нешто подетално, така да ќе може бесплатно е информирање, предавање во петок 20 часот на Алберт Ајнштајн број 9 во Дебар Мало. Одлична можност за секој еден кој што сака да добие информација плюс, може би да закаже ајурведски преглед. Многу благодарам. Јас ќе бидам таму секако, бидејќи оваа тема ми е секогаш тема која ме интересирала и не само поради тоа што ме интересирала, туку сум ги почувствувала и продебивките од истата. Да. Огромна благодарност за гостувањето. Посакувам успешен викенд и многу здравје на сите наши гледачи кои што долго време не направиле некаков, па макар и ајурведски преглед. Што ни е следно, Иренче? Ви благодарам за разговорот. Навистина ве следев со големо внимание, многу корисни совети и јас досега не бев информирана за ова. И ми е многу блиску каде што живеам и со задоволство, ако имам време, ќе поминам во петок во 20 часот на ова бесплатно предавање. Ви благодарам за разговорот. Што се случува со нашите доши, така? Да. Ви благодарам уште еднаш, што за со тебе ќе се видиме за брзо со следната гостинка.